Послание на светиот апостол Павле до Колосјаните. Благодарност на Бога и молитва поради верата на колосјаните. Славата на Христа и Неговото Евангелие. Глава 1. Од Павла, по волјата Божја апостол на Исуса Христа и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа во Исуса Христа што се во Колоси, благодат на вас и мир од Бога нашиот Отец и Господа Христа. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, молејќи се секогаш за вас. Бидејќи чувме за вашата вера во Христа Исуса и за љубовта ваша, која ја имате кон сите светии, поради надеж на она што ви е определено на небесата, за кое порано чувте од вистинското слово на благовестието, кое што е во вас, како и во целиот свет, и принесува плод и расте, како и меѓу вас од оној ден кога ја чувте и познавте вистински Божјата благодат, како што и узнавте од Епафрас, нашиот возлюбен сотрудник, кој е верен слуга Христов заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. Затоа и ние од оној ден, кога го чувме тоа, не престануваме да се молиме и да сакаме да се исполните со познавање на Неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање, да постапувате достојно за Бога, угодувајќи Му во се, принесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познавањето на Бога, укрепувајќи се со секаква сила преку Неговата славна моќ за секаква трпеливост и големодушност со радост. Благодарејќи Му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината, не избави од власта на темнината и не воведе во царството на својот возлюбен Син, во кого имаме откуп преку крвта Негова и опростување на гревовите, и кој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секоја твар. Бидејќи преку Него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку Него и за Него создадено. Он е пред се и се преку Него се држи. И Он е глава на телото, односно на црквата. Он е почеток, првороден меѓу мртвите, за да има првенство во се. Бидејќи во Него благоволи Отецот да има секаква полнота и преку Него да измири се со себе, било земно, било небесно, творејќи мир со крвта на Неговиот крст. И вас, кои некогаш бевте одстранети од Бога и Негови непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве примири во телото на Неговата плот, преку Неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина, само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи во надежта на Евангелието што го чувте, кое е проповедано на секое поднебесно создание и кому што јас, Павле, му станав слуга. Сега се радувам во своите страдања за вас и го пополнувам недостигот од Христовите маки во мојата плод за телото Негово, кое е црквата. Неизе и станав служител по Божја наредба, што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо, тајната, сокриена од векови и родови, а сега откриена на Неговите светии, на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во нас. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги на секоја мудрост, да сите нив да ги представиме совршени во Христа Исуса. Затоа и се трудам и молам според Неговата сила, која моќно дејствува во мене. Потребно е цврсто да се стои со Исуса Христа, единствен извор на животот, и да не се поведуваме по лажни учења. Глава 2. Сакам да знаете во каква голема борба сум заради вас и заради оние што се во Лаодикија и во Јерапол, и поради сите кои што не ме видоа лично, за да се утешат срцата нивни, да соединети со љубов, за секое збогатување со совршено разбирање, да ја познаат тајната на Бога и Отецот и на Христа.
во кого се сокриени сите скровишта на премудроста и познавањето. А ова ви го велам, за да не ве измами некој со примамливи зборови. Оти, ако и да сум одсутен со телото, со духот сум при вас. Радувајќи се и гледајќи го вашиот ред и вашата тврда вера во Христа. Поради тоа како што го примивте Господа Исуса Христа, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. Браќа, пазете некој да не ве заведе со философија и со празна измама според човечкото предание, според стихиите на светот, а не по Христа, оти во Него телесно живее сета полнота на Божеството. И вие да имате полнота во Него, кој е глава на секое началство и власт. Во Него сте и обрезани преку неракотворно обрезание, откако го соблековте гревовното тело на плотта преку обрезанието Христово. Откако се погребавте со Него во крштавањето во кое заедно со Него и воскреснавте преку вера во силата на Бога, кој го воскресна од мртвите. И вас кои бевте мртви во гревовите и во необрезанието на вашето тело, Он заедно со Него ве оживи, простувајќи ви ги сите гревови. А тоа стана кога Христос го избриша ракописниот закон што беше против нас, а кога го зеде од средината и го прикова на крстот. И откако ја одзеде силата од началствата и властите, Он ги изложи јавно на позор и ги победи на Него. Па така, никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец или сабота. Тоа е сенката на иднината, а телото е Христос. Никој своеволно да не ве мами со смирено мудрост и служење на ангелите, впуштајќи се во она што не го видел, гордејќи се залудо со својот телесен ум. И не се придружува кон главата од која целото тело поддржано преку зглобови и врски расте со растење според Бога. И така како вие со Христа умревте за световните стихии, тогаш зошто се препирате како уште да живеете во светот? Не се фаќај, не вкусувај, не пипај. Сите тие се определени на пропаѓање, кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Тие имаат самовитна мудрост во своеволното благочестие, а во смирено мудроста и во нештедењето на телото, тие никако не се грижат освен за наситување на телото. Потребно е да се мисли на она што е небесно и да се оди по Христа. Христијаните дома. Глава 3. И така, ако сте воскреснале заедно со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи оддесно на Бога. Мислете за небесното, а не за земното. Зашто вие умревте, и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Затоа, умртвете ги своите земни членови, односно пороците, блудството, нечистотата, сласта, лошата жилба, лакомството, кое е идолопоклонство. Поради тие пороци иде гневот Божи врз синовите на непослушноста, меѓу кои некогаш се движевте и вие, кога живеевте во тие пороци. А сега и вие отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, кулењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден со друг, откако веќе го соблековте стариот човек со неговите дела и се облековте во новиот, кој се обновува во познанието според образот на својот Создател, каде што нема ни елини, ни јудејци, ни обрезание, ни необрезание, ни барбари, ни скит, ни роб, ни слободен, а се и во се е Христос. И така, како избраници Божји, свети и возлюбени, облечете се во милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. А над сето тоа облечете се во љубов која е врска на совршенството. И мир Божји да владее во срцата ваши,
zašto ste povikani vo jedno telo i bidete blagodarni. Slovo to Hristovo izobilno neka se vseli vo nas, vo sekoja mudrost, da se učite i da se sovetuvate eden so drug so psalmi i himni i so duhovni pesni, pejć mu na Gospoda so blagodarnost vo srcata vaši. I se što vršite so zboru ili so delo, vršete go vo ime to na Gospoda Isusa Hrista, blagodareći mu preku Nego na Boga i Otecot. Vije ženite, pokoruvajte im se, namažite svoji, kako što prilega po ime to na Gospoda. Vije mažite, sakajte gi ženite svoji i ne ogorčuvajte gi. Deca, naroditelite svoji, bidete im poslušni vo se, zašto to mu je blagougodno na Gospoda. Tatkovci, ne draznete čelata svoja, za da ne pađat so duhot. Vije robovite, vo se bidete im poslušni na svojite zemni gospodari po telo. Sluguvajte im ne samo pred oči, kako da im ugoduvate na luge, tuku vo prostota na srce to, bojeći se od Boga. I se što pravite, pravete go od dušata, kako za Gospoda, a ne za luge. Znajući deka kako nagrada, ke dobijete od Gospoda nasledstvo, bidejući na Gospoda Hrista mu služite. Ako i vrši nepravda, ke dobije spored nepravdata svoja, i nema da se gleda ko je koji. Молете му се на Бога и за апостолите и за христијанската мудрост во зборови и дела. Поздрави и крај. Глава 4. Вие, господарите, спрема робовите своји бидете справедливи и давајте им го она што е правично, кога знаете дека и вие имате Господар на небесата. Бидете постојани во молитвата, бидете бодри во неа со благодарност. Молете се исто така и за нас, за да ни ја отвори Бог вратата на проповедта да ја разгласуваме Христовата тајна поради која сум и во окови, та да ја откријам како што треба да зборувам. Спрема на дворешните однесувајте се благоразумно, ползувајќи го времето. Зборот ваш секогаш да биде благодатен, зачинет со сол, за да знаете како треба на секого да му одговарате. Што се однесува до мене, се ќе ви соопшти Тихик, љубениот брат и верен служител и сотрудник во Господа, кого нарочно поради тоа го испратив при вас, за да разбере како сте и да ви ги утеши срцата ваши. Заедно со Онисим, верниот и омилен наш брат, кој е од вас, тие ќе ви раскажат се што станува овде. Ве поздравува Аристарх, кој е затворен со мене, и Марко, внукот на Варнава, за кого добивте заповед, ако дојде при вас, примете го. Исто така и Исус, наречен Јуст, тие се од обрезаните и единствени сотрудници за Царството Божјо, кои ми беа утеха. Ве поздравува од вашите Епафрас, служител на Исуса Христа, кој секогаш во молитвите свој се грижи да бидете совршени и исполнети со секаква волја Божја. Сведочам за него дека тој има голема ревност и грижа за вас и за оние што се во Лаодикија и Ерапол. Ве поздравува Лука, возлюбениот лекар, и Димас. Поздравете ги браќата во Лаодикија и Нимфана и неговата домашна црква. Откако ова послание се прочита при вас, направете да се прочита и во Лаодикиската црква, а она од Лаодикија да го прочитате и вие. Кажете му на Архип, гледај ја службата што си ја примил во Господа, да ја извршуваш. Својрачен поздрав од мене Павла. Помнете ги оковите мои. Благодат меѓу сите вас. Амин.